4 години вашата слушателка ќе свати дека нема да бидам селсконачалник, него ќе бидам градоначалник. Автокоманда е населбата во која во изминатиот период нешто не е направено ништо. Со споменикот на Филип II и со паркот во делот на автокоманда, за кое ќе направам комплетна ревизија и комплетно ќе направам посебна, значи, ревизија на се што е направено со тој плоштад и со одредени фирми кои учествуваа во изградба на плоштадот, за да може да граѓаните сватат, да разберат и да ја дознаат вистината на кој начин е изграден тој плоштад. А тоа што немам харизма, тој сум ладен војнички тип, кој утре и од тие што може би работат по општината, може би едно од тие и вашата слушателка, ќе мора да слуша, ќе мора да работи, ќе мора да се залага за Гази Баба заеднички и исто како и јас. Да се навратиме ние на прашањето, да го довршиме околу вработувањето, бидејќи ете никако не знам зошто ми се избегнува значи баш конкретниот одговор, а навистина осетливо прашање. Не знам дали ќе се согласите со мене. Во Гази Баба работат, ви напоменав, 5050 субјекти. Во тие 5050 субјекти најмалку работат жители, граѓани кои живеат во Гази Баба. Не сум против останатите граѓани, но селоначалник, како што ме нарече вашата слушателка, и точно е, јас мандатот можеби и ќе го почнам како селоначалник од причина што Скопје и Гази Баба стана најголемото село во Република Македонија. Сите граѓани на Република Македонија кои живееа по селата дојдоа во најголемото село, за жал, живеат во Гази Баба и работат по фирмите во Гази Баба, не обраќајќи внимание на миграцијата село-град. Не обраќајќи внимание на луѓето што живееа по Гази Баба. Политиката која се водеше во однос на граѓаните на Гази Баба и градот Скопје не доведе во ситуација да токму тие граѓани, што биле граѓани во Гази Баба, извадија билети во еден правец за Австралија, за Канада, за Америка и нешто не се враќаат во Македонија. Не се ни јавуваат повеќе. Одговорот ми е дека посебно внимание ќе обратам кон граѓаните, жителите што живеат во Гази Баба, да имаат приоритети во нивните вработувања во однос на останати граѓани во градот Скопје и во Република Македонија, бидејќи граѓаните на Гази Баба заслужуваат да имаат и да им се обрати посебно внимание во нивното вработување од причина што нема да се дозволи од моја страна нивно иселување и миграција надвор од општината, нивното знаење и умење да го посветат со посебно внимание исклучиво во Гази Баба. Затоа немам харизма. И други луѓе кои имале подолг временски период работа со мене, истото ми го кажале. Многу си ладен, крут, меѓутоа многу бараш, многу си прецизен и многу проекти кои ги имаш замислено, сакаш да бидат реализирани. Тоа ќе биде и со мојот мандат. Споминавме соработка и избратимување на слични општини кои од европски метрополи. Како вие го замислувате оваа соработка? Од балканските метрополи ќе ги напоменам во Белград, значи Гроцка и Вождовац, местата кај што имам еден поголем број на пријатели кои работат веќе во локалната самоуправа, значи од Белград. Не би одел со останатите градови од причина што немањето на толку можност временски да посветам. Веќе со Виена, со дел од нашите македонски селеници кои живеат во Виена,
во општини кои што се идентични на општината Газибаба, значи не се строго централно градски, како што е Карпош, Кисела вода, односно Карпош, Центар и така натака, помали општини кои се во рамките на Виена, со мои многу блиски пријатели, долгогодишни соработници и роднини, веќе сум во контакт кои целосно ми ја даваат поддршката во поглед на сето она што се вика залагање и унапредување на развојот на општина Газибаба. Веќе стапи во контакт со дел од таков вид на општини кои ќе дадат комплетна логистичка и образовна програма и поддршка во делот на можноста за едукација на луѓето кои ќе бидат исклучиво насочени и поставени во ситуација да целосно бидат вклучени во начинот на функционирањето на таквите општини и имплементирање на сите такви одлуки на советите на таков вид на општини и имплементирање, значи и поставување на работите и во општината Газибаба. Јас знам дека сето ова ќе биде многу тешко, од причина што тамошните закони за локална самоуправа и првостепената власт, конкретно ќе ја земам Австрија, е крајно поразлична во однос на сето она што се случува во Скопје и во Република Македонија. Но ќе се обидам по пат на примери, по пат на таква една соработка да промовирам можност и да владата на Република Македонија сето ова што ќе го имам као заложба, ќе го имам као можност за инвентирање и ставање во функција на општината Газибаба биде пример и во останати општини, не само пример, туку и евентуална основа и помош за останатите општини со што на вистина Газибаба, градот Скопје и останати општини ќе ги приближиме кон европските центри за што граѓаните мечтаат. Така. Господине Вилчев, вие сте кандидат за општина Газибаба, една општина во која општина живее мешано население. Неудамна во Струга и во Кичево од страна на СДСМ и ВМРО имавте предлог за заеднички кандидати. Што се случи, кажете ми? Многу сериозно прашање. Територијалната поделба што се случи 2004 година, референдумот за Законот за територијална поделба во кој и лично јас учествував, не се согласува и не се софаѓа со тоа што се случи на овие локални избори. Јас знам дека еден огромен дел на македонското население, македонската популација и македонскиот народ, македонецот кој вечерва во моментов ме слуша и ќе ме обвини. Јас сум свесен, но морам да кажам дека јас лично тоа што се направи во Кичево и во Струга за мене неиздржано. Неиздржано од причина што идентичен потек направија албанските партии во Битола. Газибаба е општина во која живеат и албанци, и турци, и роми, и власи, и така натака, и срби. Значи, може да се случи идентичен начин на правење заеднички листи во други општини, со што Македонија и македонската територија. Значи, ова е надвор од локалната проблематика за која јас се кандидирам. Меѓутоа, бидејќи ме прашавте, јас чувствувам обврска и директно да ви одговорам, во интерес на Македонија, ќе потенцирам. Неам харизма за господјата и за многу господи или господа кои ме гледаат, меѓутоа, Македонија на ваков начин, од пред неколку дена што се случи, што се направи, може да се доведе во ситуација да за многу кратко време дојде до отпочнување на федерализација, за што лично јас мислам дека ќе биде огромен проблем, ќе биде прашање со кое многумина ќе се запрашаат
кој се е виновен за она што се случува во Македонија. Ако во Македонија важи повеќе партиски систем, од кои причини и зошто само две политички партии ќе се залагаат за заеднички листи во Битоле и во Кичево? Јас не ја гледав причината за такво нешто. Пак ќе потенцирам. Знам дека ќе најдам на